На референдумот граѓаните достоинствено гласа и со мнозински глас одлучија дека иднината на земјата е во НАТО и Европската унија. Повеќе од 91% од излезените, односно повеќе од 600.000 граѓани, избраа да гласаат за Европска Македонија, смета вице-премиерката Радмила Шекеринска. Според неа, политичката идеја Македонија да биде дел од ЕУ и НАТО доби повеќе гласови од било кој на парламентарни избори во историјата на независна Македонија. Шекеринска порача дека со мнозински изразената волја, пратениците немаат друга опција, освен да го следат гласот на мнозинството во собранието за да се забрзаат процесите. Ова е јасен повик сите пратеници да му се приклучат на процесот и да работат на оваа цел, вели вице-премиерката. Ова е прашање кое што е поголемо од секој од нас поединечно, ова е прашање кое што е поголемо од интересите на сите политички партии. Ова е времето кога на Македонија е потребно заедништво. Повеќе од било кога досега. Пратениците во собранието на Република Македонија ќе имаат јасен избор. Од една страна Македонија во НАТО и во Европската унија, а другата страна, другата опција е изолација и неизвестност за нашата татковина. Пратениците очекуваме да ја прифатат пораката од референдумот, да ја превземат својата одговорност и да ја направат Македонија земја во која што граѓаните ќе имаат подобри шанси за живот, убаво место за живење. Во спротивно, единствената друга демократска алатка која што преостанува се разбира се предвремените парламентарни избори и тоа веднаш. Некои во тек на кампањата велеа дека можеме да почекаме. Можеме да се надеваме и на некој друг договор. Можеме да се приклучиме подоцна. Тоа беа изјави кои што се даваа во кампањата и изјави кои не се точни. Во блиска иднина оваа шанса Македонија нема да ја има. Секое одлагање на историската одлука и историската одговорност ќе не фрли во вител на неизвестност и на немир. До овој момент никој не излезе со алтернатива на членството на Македонија во Европската унија и во НАТО. Никој не излезе со алтернатива, бидејќи таква реална и добра алтернатива за граѓаните на оваа држава нема. Затоа нашата порака и вчера и денес беше дека е ова време кога мора сите да заиграме на страната на Македонија. Да не си играме со нашата иднина, да не ги коцкаме нашите шанси, туку во овој момент да донесеме одлука која што ќе ја направи Македонија посилна. Огромната поддршка од граѓаните дава поттик за продолжување на имплементацијата на договорот со Грција, со конечна цел интеграција на Македонија во европското семејство. Од тоа значи стабилноста, мирот и економскиот просперитет на Македонија, вели вице-премиерот за евроинтеграција Буер Османи. Прашањето на цензусот не е поврзано со прашањето на референдумот, вели тој, потенцирајќи дека единствениот инструмент кој е мерлив се гласачите кои гласаа за или против. Република Македонија имала проблеми со цензусот и при председателските избори, и затоа бевме приморани да го спуштаме на 40%. И на другите избори, бидејќи е техничко-логистичко прашање со кое се мери прашањето на ажурноста на избирачкиот список. Прашањето дали луѓето се во Македонија или надвор од Македонија. Единствениот инструмент со кој што се мери политичката волја за или против договорот, за или против ЕУ и НАТО, е гласачите кои што гласаат за или против. Значи, овој референдум имаше два инструмента. Едниот за утврдување на политичката волја, вториот за утврдување на техничкиот карактер на процесот, на избирачкиот список, на луѓето кои што живеат овде. Ние вчера имавме референдум, наменски референдум, да видиме која е волјата на граѓаните по однос на ЕУ и НАТО со почитување на договорот. 91%. Тоа е најголемото мнозинство кое што е добиено на било кој референдум, било когаш, по однос на едно прашање за или против. Така да можам со ова само да им честитам на граѓаните, да се чувствуваат горди на одлуката која што ја имаат донесено и да им ветиме дека таа волја ние ќе ја преточиме во НАТО и во Европска унија. Бидејќи тоа е волјата на 80% од граѓаните. Се разбира дека и тие што не излегле сакале да дадат порака дека има пратеници кои што треба да ја донесат одлуката. Инаку да имале друга порака ќе излегува и ќе гласа против. Така да собранието од денеска ја превзема одговорноста да ја материализира одлуката, 90%-ната, плебисцитарната одлука на граѓаните вчера,
за НАТО и за Европската Унија и очекувам пратениците соочени со една од најголемите одговорности во нивната лична историја, меѓутоа и во историјата на оваа држава, да кажат дали сакаат оваа држава да биде заедно на масата со најсилните членки на НАТО или сакаат во изолација, во безбедносна, во политичка и во економска непредвидливост која што ги внесуваат граѓаните. Османи и Шекеринска вела дека ограничен е периодот за имплементација на обврските од договорот, па затоа власта и мнозинството до последната секунда ќе ги вложуваат сите своји напори да не се пропушти ова историска, можеби последна шанса за Македонија да го фати европскиот воз. Доколку на целиот овој пат се соочуваат со сопки од опозицијата, тогаш единственото решение се предвремени парламентарни избори.